Не се чувствувам виновен, вака Џенис Мекич се произнесе по обвинението за сообраќајката кај католичка црква, во која животот го загуби младиот Иван Белински. Неговиот адвокат пак најави дека ќе докаже дека Мекич не е виновен за конкретниот став од кривичното дело тешки дела против безбедноста во сообраќајот. Во оведниот збор рече дека има повеќе контрадикторности во обвинението, но и во вештачењето, поради што одбраната ангажираше друг сообраќајно-технички вештак за да ги побие аргументите на обвинителството. Одбраната ја наметна и дилемата дека пред да дојде во контакт со црниот туарек кој го возел Мекич, во Белински најпрво удрила црвена Хонда, која во тој момент се наоѓала на левата лента од булеварот Теодоси Гологанов во насока кон центар. Одбраната смета дека првиот удар бил нанесен од второто возило кое што се спомнува, тоа е патничкото моторно возило Хонда црвена боја. Да. Уште еднаш изразувам сочувство и навистина жалам за изгубениот млад живот. Не би сакал на никого да се случи ова што се случи на 15.11.2014. Меѓутоа, би требало да биде утврдена правилната фактичка состојба и што навистина се случувало критичниот момент. Возачот на Хондата сведочеше пак дека ги забележал пешаците на преминот и застанал, а дека во Белински удрил црн автомобил. Негираше дека се тркал со туарегот. Сведоче и двајцата пријатели на Белински кои во критичниот момент биле со него на пешачкиот премин. Додека тие ги забележале двата автомобили кои се движат брзо и подзастанале на средина од пешачкиот премин, Белински продолжил пошто црвениот автомобил успел да го заобиколи, но црниот удрил во него, беа децидни и двајцата пријатели. Обвинителката рече дека располага со докази со кои ќе докаже дека Мекич е виновен, односно дека на 15 ноември минатата година возел со брзина од 100 км на час, не го запрел возилото и не ги пропуштил пешаците, кои биле на преминот, а на семафорот трепкало жолто светло. Мајката на Белински најави дека ќе бара одштета и се приклучи кон кривичниот прогон.